На почетокот на новата грејна сезона, кај населението сосема оправдано се појави и стравото од загадување на воздухот, проблем кој минатата година го достигна својот максимум. Најголемото загадување лани беше во општина Аеродром, поточно во населбата Лисиче. Со цел решавање на овој проблем, денеска градоначалникот Златко Марин на пресконференција рече дека решавањето на овој проблем бара долгорочен меѓуинституционален пристап, но приоритет се најмладите и нивното здравје. За таа цел набавени се 83 прочистувачи на воздух за секоја просторија во сите детски градинки на територијата на општината. За 2018 година имаме издвоено 300.000 евра од општинскиот буџет за заштита на животната средина, што е 20 пати повеќе од сите претходни години. Нашите активности како локална самоуправа се фокусирани на интервентни мерки со кои директно им помагаме на жителите на општина Аеродром. Со цел да ги заштитиме на младите, набавивме прочистувачи за воздух за секоја просторија во сите градинки на нашата територија. За оваа намена издвоивме над 1.200.000 денари. До градинките се доставени вкупно 83 прочистувачи на воздух, кои филтрираат PM честички, но исто така прав, чад, мула, вируси и бактерии. Оваа година се воведува и нова мерка за субвенционирање на индивидуалните домакинства, кои преминуваат кон поеколошки системи за грејење. Во фокусот на овој пилот проект ќе бидат социјално загрозените семејства во општина Аеродром. Воведуваме нова мерка за субвенционирање на индивидуалните домакинства кои преминуваат кон поеколошки систем на грејење. Во фокусот на овој пилот проект ќе бидат социјално загрозените семејства во општина Аеродром. Во оваа фаза за него се издвоени 560.000 денари од општинскиот буџет, сума што редовно ќе расте доколку видиме успешна реализација на пилот фазата. Во борбата против загадувањето ќе бидат зголемени и зелените површини во општината. Во оваа насока се набавени 1800 нови високоизраснати садници, а се предвидени 4 нови парка во Мичурин и Стар Аеродром.